вака сега да ви кажеме, пошто ова кај нас што се случува е долгогодишен период. Значи повеќе од 14-15 години, точно не ме фаќате за збор. До 2006 година, значи ние имавме вода, таа не беше чиста, ја користевме и технички и за пиење. Од 2007 година таа вода веќе не беше употреблива. Имавме и пред тоа рестрикции, ама таа вода беше чиста. После 2007 година веќе таа вода ем рестрикции имаше, ем не беше за употреба. Значи матна. Поготово летните периоди од мај месец. Април-мај, зависи како ќе биде времето. Сме апелирале и до општината, меѓутоа, еви и сега апелираме, значи да се има некој слух, да се слушне нашиот проблем и да се реши проблемот, да имаме вода, да можеме да ја користиме и за перење, и за миење садови, и за пиење. Искрено да ви кажам, јас, значи, вода носам, а ако не можам да донесам, купувам вода. Со пензијата од 10.600, јас морам да идам и да купам вода. Садовите што ги миеме, ја цедиме водава што е од резервоарот, ја цедиме и после ја мијам и ги плакнам садовите со чиста вода. Ставам во неа и оцет, во алиштата сода бикарбона за дезинфекција, да не фатиме бактерии и не знам што друго. Види, Злато, ако не фати шуга у раштак, ќе не фати сите до еден. И да знаете дека од водата таа шуга. Водата ќе фатимо болест некој. И не е страв да се бањам. Дека не дај Боже на тоа како што е отворено вирот со водата, дека некој ако не дај Боже фрли отров, цело село ќе се затруе. А да не збориме дека има земјоделски култури во Раштак кои што се полеваат исто од таа вода. Во водовод и канализација или во друга лабораторија не сме ја испитувале. Меѓутоа ставено е табла дека водата не е за пиење. Меѓутоа таа не е ниту за бањање, ниту за миење садови, ниту за перењалишта. Проблемите со снабдувањето со чиста вода за пиење на жителите од населеното место Раштак се веќе минато. Водоводниот систем и секундарната мрежа се во исправна состојба, а веќе од утре овој дел на Газибаба ќе има чиста вода за пиење, најави градоначалникот Борче Георгиевски при неговата посета на Раштак. За Раштак предвидуваме нов зафат кој што ќе биде од местото викано Калешмара, кој што од сегашните 3 литри во секунда ќе обезбедиме уште плюс 10 литри во секунда, што ќе обезбедиме трајно користење за чиста вода за пиење населеното во Раштак за луѓето кои што се во 150 домаќинства и 400 луѓе кои што живеат моментално на овој терен. За нас зборот е збор. Слушај бе, ти си градоначалник, ти треба да водиш рачина и за Раштак и за сите. Водава гледај некако да го направите, да чините чаре. Што ме боли, викал, за Раштак. Со тие зборови и не знам повеќе ништо. Имаме слушнато информации дека инвестирана голема сума на пари од 800.000 евра за да се изгради водоводот во Раштак и за селаните да добијат чиста и питка вода. Меѓутоа, за жал, се уште не ти чекало чешмите. Исто имаше информација дека 3 милиони денари е добиен тендер за да се направи филтер станицата. Филтер станицата се уште не работи. Потоа имаше информација дека има 62 милиони денари одвоено средства за да се направи водоводната мрежа за уште околу 15 куќи за кои што не е доградена водоводната мрежа. Тоа ништо не е почнато. Прашуваме дали тие пари навистина се употребени како што треба и дали се употребени за водоводот во Раштак. Секоја анализа на водава да правиш увек е она неисправна. Значи она не може да биде исправна кога директно од река ја зимаш и ја носиш во мрежа. А кога би имало барем дренажата ќе ја фати она големата прелавштина и у тој случај овој филтер што беше уграден е тогаш тој ќе вршеше работа. Но не можеш ти вода директно од дренажа, од река во филтер.
Значи да помине низ таа дренажа, па кога ќе помине низ дренажата, филтерот ти си ја вршише работата. Тој филтер стварно си вредеше пари, беше добар. Ама не е тој наменски користен. Таа работеше година и нешто, се менја неколку делши и после видоа дека на тој начин нема ефекат да функционира и ништо пропадна. Ни кажа советник од општина Газибаба дека ако ни помине некое животно и ако се покака или ако се помоча во вирот вода, од каде што ја пуштаат во резерварот, дека ќе испофаќаме цело село и шерихија коли. А идев и овие викендашеве нагоре и таму има една како воденичка, ама си направиле како тремче и си седил и си пие и виде да ми простите женски маски фрлят бенди едно друго. Тука све иде у тоа. Јас сум била таму и сум видела, затоа ти викам да можете вие таму да отидете и тогаш ќе видите што значи и што пиемо и што јадемо и како се бањамо. На 31 август тоа беше, значи, кога отидов во општина Газибава и мантилите што работев со нив, јас сум медицинско лице, што работев со нив, значи преку нив ја цеде водата. И со тие прљави мантили јас отидов им ги покажав на сите. Сите советници дадоа поддршка за водата во Раштак, значи да се направи, и градоначалникот излезе на седницата и вети дека септември при крај, почеток на октомври, дека вода ќе имаме чиста, дури и за пиење. Се јавивме кај градоначалникот и во текот на разговорот со градоначалникот беше нељубезен и арогантен, дури со коментар да си ја гледам јас мојата работа и да си се вратам на работа, да си одговарам на мејловите, наместо на него да му се јавувам, да му досаѓам и затоа што бил зафатен и имал работа. На таквиот негов коментар јас му спуштив телефон и значи ги испратив сликите до портпаролот на СДСМ Коста Костадинов, Стефан Васев и Александар Поповски и Бранислав. Групата ја напуштија Коста Костадинов и Стефан Васев, не одговорија ништо. Исто им се јавив на Александар Поповски на Бранислав, го прифатија повикот. Има разбирање, го сослушаа проблемот и рекоа дека ќе разговараат. Меѓутоа на Вибер групата, што беше со градоначалникот кога им ги испратив сликите, Коста Костадинов и Стефан Васев ниту одговорија, туку веднаш ја напуштија групата без да дадат било каков коментар. Со тоа што им беше посочено дека станува збор за село Раштак, општина Газибаба, и дека селото се мачи долги години со овој проблем. Се јавивме пред неколку дена, апелиравме повторно и ни рекоа дека до крај на оваа година ќе имаме вода, ќе се реши проблемот, а ако не се реши проблемот, ќе даделе оставка. Поддршка исто добивме од сите советници, кажаа дека има средства за водоводот во Раштак, сите ни дадоа поддршка, буџетот е изгласен е и фирмите се, мислам, се дадени кои фирми ќе го прават тоа како е организирано, меѓутоа ништо од тоа нема. Затоа бараме и апелираме да не лажат, да ни кажат што се случува со водата во Раштак, што прават и кога мислат да ја средат водата. Прашувавме дали да копаме и инвестираме во бунар, ми рекоа не инвестирајте, до крајот на октомври ќе имате вода. Помина октомври, ноември, еве го и половина декември, ништо. Немамо вода, да знаете дека ние немамо вода. Ние не го више таа рачунам да е вода, ние однемајќи дека морамо да се избањамо, пошто немамо ништо нигде од кај да донесеме. И морат од тука да се... А таму сам била горе, рашетка направиле, као баѓим ти, железна некоја, рđава, и ти реков, што се фрља од озгора, тие што си јадел, што си пиел, тука све водата го носи, тука у тој јамата, у тој резерварот да го речем, тука све. Да, и тука се, ништо, зеленило, тој све зелено, водата која што тече зелено, па тоа е, не знам, страшно да отидете да видите, затоа викам само горе да видите. Со најновиот проект што се правеше,
за зафатот за од реката, значи самиот зафат како зафат што е изведен у реката, опште не е изведен по проектот што е планирано да биде. Значи таму, најпросто едноставно на самата река се направи само еден као бетонски прак и директно водата, значи како иде по реката со таа чистота и прљавштина влегува директно у мрежата, у системот. И доле прочистителната станица, значи што се направи, со таква прљавштина не може да функционира, да работи. И таа, значи од почеток како тераше со тие такви големи прљавштини после големите дождови увек се блокираше. И од тие такви блокирања на неколку пати се расипуева неколку делови од неј, се скапи делови кои што ви реков, они се пофалија дека била таа некоја нова, современа, модерна, не можеа да ја одржават и фактички сега и остана и таа да не функционира. И сега, значи, водата како, нарочито кога ќе падне голем дожд, како иде мат на водата, низ системот, директно низ мрежа кај нас доаѓа. Значи, овде се дешава после голем обилен дожд, и црвчиња, и штонети низ, и лисја, и камчиња, и песок, секаква прљавштина, значи се што има она во реката и тоа. Значи во самиот зафат во реката нема дренажа. А по проектчето беше убаво предвидено да се направи дренажа. Тој проект имаше и ревизија од овластена фирма. Башка па кога ќе земеш во предвид и ова цревото, на многу места така го ставија површинско, ни закопано, ни ништо. Се нешто кога ќе се работи така како на брзина, како у некои услови, како што се вели дошол нож до коска по задни момент. Демек правено нешто а фактички буквално ништо не е направено кој што треба. Па затоа викам, големи пари на име на таа водоводна мрежа во нашето село се потрошија, никакви резултати нема, опште никакви. Чудо ќе не пофаќаме, па стварно, да ми простите се чешам, па сам земала едно... Кажи, Сам земала едно за ноѓи што знаеш овие што со буама па како гребалче. Па се гребам унатре. Верујте ме луѓе, туку што да кажем, на кога да објаснимо. Затоа последен апел да ни се каже и да се престане со тоа да се и мајтапа со нас, не знам како да се изразам другачија. Зашто не сме деца па да не лажат. 21 век, корона, епидемија, а ние се миеме со прљава вода што не знаеме што има во неа. Дали има бактерии или што има. Пошто таа е отворена горе и едноставно така од вир тече водата право у резервоар. Прочистителна станица имаше, се вадеа на тоа прочистителната станица дека удрил гром во неа. Ние не слушнавме тука од никого дека гром удрил во таа прочистителна станица. Веројатно таа прочистителна станица од самата вода што е прљава и што е запушена внатре, затоа и не функционира. Водата тука е третирана на најпрофесионален начин со пристапни каптажи и прочистителни станици. Таа е хлорирана. Комплетно е и како квалитетна и чиста вода се доставува до секој домаќинство. Водиме грижа водата да биде чиста и сигурна за употреба на граѓаните, истакна Георгиевски.